Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе можете да проследите репортажа од поставувањето на камен темелник на новата црква посветена на Света Недела во Кичевското село Бигордоленци. Исто така, во рамките на ова издание на Акцент ќе го проследите и интервјуто со господинот Горан Несторовски, член на неформалната група Вредит да си од Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во Кичевското село Бигордоленци во неделата беше поставен камен темелник на новата селска црква посветена на Света Недела. Иницијатори за изградба на третата поред црква во ова село се членовите на семејството Ѓерасимовски, кои беа пресреќни што нивната желба веќе почна да се остварува. Во Кичевското село Бигордоленци се удира камен темелник за изградба на новата црква посветена на Света Недела. Мој соговорник е еден од иницијаторите од семејството Ѓерасимовски, господинот Јане Ѓерасимовски. Господин Ѓерасимовски, од каде еве идејата во селото Бигордоленци да се направи уште една црква посветена на Света Недела? Како прво едно топло добре дојде за вас, за местното население и представниците од Македонската православна црква. Добре дојде на сите истомисленици кои што на денешен ден се собравме 3 септември 2016 година да го отпочнеме со градба новиот храм во Бигордоленци, храмот Света Недела. Нека ни е за многу години честито. Значи, иницијативата потекнува од моето семејство, од татко ми и од мајка ми, се главни иницијатори за изградба на овој храм. Таа идеја се беше во семејството, да речем така, година-две наназад, за да изградиме црква. Денеска сум пресреќен, почнуваме со камен темелникот и очекуваме со поддршка од местното население, со поддршка од сите пријатели и роднини да се изгради овој храм и да биде место за секој кај што ќе најде, секој да си најде духовен мир и верба во Бога. За колку време се очекува да биде изграден храмот? Па се надеваме дека за нецела година би го изградиле, ако се биде како по планот, ако се биде по однапред испланираната работа, значи сите подготвителни работи се започнати. Денес треба да се официализира, значи осветување на камен темелникот, така да се надевам дека барем до година, за кога и денот на црквата Света Недела на 20 јули ќе извршиме осветување. Со Господ напред, да сме здрави и живи, не мора да значи дека тој датум ќе биде, меѓутоа да се надеваме. Село Бигордоленци, освен оваа црква која што ете по ваша иницијатива, односно по иницијатива на семејството Ѓерасимовски ќе се гради, има и неколку други цркви, односно уште две цркви. Може ли еве неколку збора и за тие две цркви кои што во моментов постојат во село Бигордоленци? Како што кажавте, да, во Бигордоленци има уште две други цркви кои што се наоѓаат на, да речеме, стариот дел од поранешните села. Значи, Бигордоленци е едно старо село кое што датира уште во, да речеме, документација од турско време, можеби 1000 години наназад има записи за Бигордоленци. Значи, било и поголемо село и сега е добро, значи православно, христијанско секогаш било. Значи, имаме две цркви, една црква ни се наоѓа на едно 5 километри од тука, каде што порано било село Бигордоленци. И таа се носи име Света Петка, значи на 8 август славата, и уште една црква Свети Антонија која што е во близина на сегашново село. Таа е мисла слава и денот е на 30 јануари. Значи истите цркви датираат пред околу 150 години. Значи ти двете се изградени пред околу 150 години. Значи толку се стари. Има ли жители кои што постојано еве живеат тука во селото Бигордоленци и колкав е нивниот број? Значи, за среќа, сведоци се на денешното, да речеме, иселување, ајде не иселување, на транзиција село-град. Значи, Бигордоленци е сепак се уште живо село.
со околу 200 жители, активни жители што живеат тука и уште други луѓе кои што секојдневно транзитираат до Кичево и Бигордоленци, така да може да се рече дека е едно добро живописно село со да речеме многу добро население, со многу добри слави, празници и голема верба во Бога, можам да кажам. О Господи се јави, благословен е оној кој иде во името Господово. Во Господ ни се јави, благословен е оној кој иде во името Господово. Изградбата на црквата доби целосна поддршка и од црковниот одбор, како и од сите жители на село Бигордоленци. После 150 години од изградбата на црковниот храм Свети Антонија во село Бигордоленци се создадоа услови за изградба на нов храм Света недела, благодарение на семејството Герасимовски на нивна иницијатива со поддршка на црковниот одбор од село Бигордоленци, со местото население и со фирмите од околината и пошироко и со лица кои што се на привремена работа во странство. Зошто уште еден храм после два храма, значи изградба на уште еден храм? Како член на црковниот одбор и одговорен, моето размислување е затоа што гледајќи нанадзад, значи сакаме да изградиме нешто кое што вечно би траело. Гледајќи и од присуството на многобројниот народ тука, значи се забележува дека луѓето се повеќе и повеќе се враќаат на православната вера, верувајќи во Господ, надевајќи се на Господ, ги решаваат полесно искушенијата, проблемите, така да и се продолжува преданието на населението во село Бигордоленци, кое што има поголема традиција на живење тука, значи подолго време, така да црковниот храм би бил од голема корис и духовно би го зголемил духовното богатство на секој член, на секој жител од село Бигордоленци и пошироко, и се надевам дека со тоа Господ ќе не благослови, ќе ни помогне, ќе ни помага за полесно да ги решаваме проблемите во животот и да се бориме за да правиме добри дела и да имаме вечен живот. Местото население од село Бигордоленци целокупно и сложно се зафати за оваа работа. Меѓутоа, главен организатор на оваа изградба е човекот што живее во ова село, Спасе Герасимовски. Што за вас како жител значи? Па видите, ова за нас значи многу, бидејќи имаме ние две цркви во ова село, ова е веќе трет објект што се гради и е од големо значење. Се шири христијанството во ова село и речи го објектот ќе биде добредоен во секој случај. Вие како постар жител од селото Бигордоленци, што за вас значи денешново почнување на изградба на нова црква? Многу убаво, ова што се прави многу убаво. То, не знам што да кажат. Имат многу жители тука во Бигордоленци? Имат, не знам колку ли има, ја в Грација да само. Доаѓате често? Да, идем. Се имаме куќа стара, идеме. Стално и така. Ги посетувате и другите две цркви? Да, имаме Света Петка, имаме Свети Антонија, цркви. Света Петка е на 8. Па многу убаво, сите радосни, сите весели, што друго. Живеете тука во село? Да, живееме, многу убаво, тешко, да оде напред све. Како што е вака да се гради уште една, две имаме, уште една, три, понатака, се на јубаво да е. Кога желба е на јубаво, кога што било да се на јубаво, ја се да би на јубаво. Посебно сум исполнета со едно неописливо чувство на овој денешен настан, на почнувањето на еден христијански храм Света недела овде во село Бигордоленци. Убаво е што има собрано олку вака луѓе, од мали деца до највозрасни. Да посакаме во овој храм да се извршуваат свадби, крштевки и многу убави работи и венчавки, нели така. Добро е што
ете, значи по некое видување. Господјата Рада Герасимовска го започнува денес овај проект и се надеваме дека за скоро време ќе се изгради и ќе биде собиралиште на сите христијани, не само од ова село, туку како што забележувам има дури и од цел град, а може би од подалеку. Осветувањето на камен темелникот го извршија свештенослужители од Кичевскиот храм Свети апостоли Петар и Павле со послание на владиката Тимотеј. Селото Бигордоленци е едно од поголемите села во Кичевскиот регион, каде во моментов живеат околу 200 жители. Почитувани гледачи, во ова издание на Акцент, како што слушнавте и во најавата, имаме интервју со еден од членовите на неформалната група Вредит да си од Кичево. Тоа е господинот Горан Несторовски. Господине Несторовски, благодарам што се одзвавте на поканата да бидете гостин во Акцент. Благодарност и до вас што ни остапивте време и простор да представиме нашата активност, поточно она што го имаме сработено до овој период, еден настан што за неколку денови предстои и она што им планираме да го сработиме во текот на оваа година, до крајот на календарската година. Така, нашето интервју, нашиот разговор ќе го започнеме токму со она активност која што за брзо време ќе ја имате токму во Кичево. Станува збор за организирање на хуманитарен концерт за настраданите и оние кои што беа оштетени во поплавите кои што го зафатија Скопското подрачје. Еве, може да проговориме нешто на почеток околу тоа, до каде се активностите и кога ќе се одржи тој хуманитарен концерт? Да кажеме дека тоа е не само хуманитарен концерт, туку еден хуманитарен настан во кој што има два настани. Тоа е хуманитарен базар на ракотворби, рачни изработки и традиционална храна, подготвена од членовите на групата Вреди да си од Кичево, која ќе се одржи на 17 септември 2016 година пред Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево, доколку дозволуваат временските прилики, а доколку не ќе биде во холот на Центарот, а од 19 часот ќе биде организиран хуманитарниот концерт на кој ќе настапат културно-уметничките друштва од сите етнички заедници во Кичево, вокални солисти кои се значи од наша страна поканети, меѓутоа чекаме се уште да ни го потврдат нивното учество, а доколку имаме простор ќе вклучиме и неколку роднокрајни писатели со своји творби да настапат на овој наш хуманитарен настан. Идејата се роди од самите членови во оној период кога после поплавите на некој начин целата наша држава прибираше некаква помош. Ние се состанавме и тогаш имаше разни идеи, дали да одиме со наш паричен прилог, дали да одиме со купување на одредени намирници, и ние одлучивме малку да почекаме да групата действува во оној момент кога на некој начин полека се забораваат настаните, апсолутно те не може никога да се заборават, меѓутоа ете така некако спласнува тој интерес. Ние тога ги покrenавме овој настан, сакајќи на ваков начин да прибереме парични средства кои што планираме да ги донираме, односно да појдеме лично да ги посетиме настраданите во скопските поплави и да ги донираме на 2 до 3 семејства, зависно од собраните парични средства, кај кои што имаше човечки жртви. Знаеме сите дека имаше таму настрадани и мали дечиња и целна група ќе ни бидат токму овие семејства. Така, дали организацијата ви е поделена во смисла, да речеме, вие сте повеќе членови на ова неформална група, дали веќе организацијата тече и до каде се подготовките, имате ли секој свое задолжение? Значи, задоволни сме од севкупните подготовки за овој настан. Ни излегува во пресетот Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Кажав, сме поделени во помали групи. Една група е задолжена за контакт со културно-етничките друштва, со вокалните солисти, каде што досега наоѓаме на добар одзив. Една група е задолжена околу изгледот и начинот како ќе се спроведе тој хуманитарен базар. Да кажем и тоа дека и веќе влезниците се испечатени и за краток период ќе бидат пуштени и во продажба. Така да мислам дека добро напредуваме. Секоја недела држиме интензивни состаноци. Така наредниот вторник имаме исто закажано состанок на членовите од групата за да допрецизираме и да на некој начин овој настан го пласираме преку медиумите, еве што и во оваа прилика го чиниме, за да граѓаните бидат запознаени со овој настан и ги очекуваме да дојдат на овој наш настан.
Јас верувам дека кичевчани, како и во други прилики кога се организирале вакви хуманитарни концерти, овој пат масовно ќе се приклучат кон оваа хуманитарна акција предводена од вашата неформална група. Господине Сторовски, во изминатиот период вие имавте и доста активности, меѓутоа сигурно дека има и уште неколку кои што ќе се дореализираат до крајот на оваа календарска година. По завршувањето на активноста околу организирањето на хуманитарниот концерт, кои други активности останаа од оние планирани во вашата програма за работа за тековната 2016 година? Значи, групата Вреди да се од Кичево континуирано незиното неформално, пошто и неформална група, формирање некаде при крајот на 2013 година, работи на своји планирани активности, што во еден состанок на сите членови ги на некој начин донесовме, односно изготвивме еден план на кој ќе се постапува. Така да до крајот на оваа година имаме предвидено да се организираат и други настани. Овде ќе го спомнам прво, тоа е јакнењето на капацитетите на членовите на групата, зашто се очекува да се одржат повеќе семинари на кои што ќе учествуваат членовите на групата за одредени активности и теми кои што ќе им бидат во прилог на понатамошното нивно работење. Наспомнам дека еден од тие семинари ќе биде начин на изработка и аплицирање на одредени проекти. Еден семинар ќе биде заедно со невладините организации, ОПСЕ и локалната самоуправа, каде што членовите на групата очекуваме да земат свое интензивно присуство и да придонесат за јакнење на своите лични искуства и капацитети. Понатака во месец октомври не очекува традиционалниот отворен ден на мултикултурализмот, каде што е веќе годинава по трети пат ќе го организираме, каде што ќе има настап на културно-етнички друштва и играорци од сите етнички заедници што живеат во Кичево, ревија на народни носи, дегустација на традиционална храна на етничките заедници од Кичево, промоција на старите занаети во Кичево, промоција на подзаборавените традиционални детски игри и други активности кои што оваа година очекуваме на некој начин овој отворен ден на мултикултурализмот фактички да прерасне во една отворена недела на мултикултурализмот, каде што со повеќе настани ќе го обележиме впрочем и денот на меѓународниот ден на мултикултурализмот. Исто така некаде при крајот на месец септември, октомври, во зависност од временските прилики, групата ќе организира заедно со местната заедница од село Осој еден мултиетнички пешачки марш во природа. Таа е една патека од околу 6 километри, каде што членовите на групата ќе имаат можност на некој начин да се дружат во природа, не само да речеме на семинари, него еве и малку на некој начин и на терен, да се запознаат со дел од убавата околина на Кичево, дел од пешачките патеки што ги имаме ние овде во Кичево, кои што за жал не се доволно јасно обележани или не се доволно познати на јавноста. Исто така, тука е и предвиденото снимање на документарниот филм за убавините на Кичево, каде што членовите на групата сами ќе со помош на некој од локалните телевизии ќе подготват и ќе снимат еден документарен филм за убавините на Кичево. Фактички како некој човек од страна или некој турист ќе дојде на автобуската железничката станица и што може овдека, значи во предисе централното подрачје на Кичево да посети за еден ден. Таква е идејата на тој документарен филм кој што ние планираме да го снимиме до крајот на оваа година и да го промовираме. Исто така, групата работеше во претходниот период, работеше на изгоработка на една брошура, која што брошура во овој период ќе треба да се испечати и да се промовира, а тоа е брошурата на некој начин лична карта на групата Вреди да се од Кичево, каде што е појаснето мисија, визија на групата, како е формирана досегашни активности, идни активности и така натаму илустрирана со повеќе фотографии од работата на групата, но и со неколку фотографии од убавините на Кичевскиот регион. И на крајот на оваа година групата Вреди да се од Кичево за прв пат годинава дојде до идеја да додели благодарници на институции и поединци кои што со својата работа дале голем придонес за развој на мултикултурниот соживот, културата воопшто, спортот и севкупната афирмација на Кичево. Тоа ќе бидат
преди се истакнати спортски екипи, тоа ќе бидат новинарски дописници од нашиот град, тоа ќе бидат спортски тренери, тоа ќе бидат одредени луѓе кои се посветиле на истражувањето, историчари на науката и така натаму. Значи ќе видиме колкав ќе биде тој список. Ете, на некој начин од оваа година планираме тоа да бидат 12 луѓе, на некој начин, пошто и годината има 12 месеци, на секој еден месец да посветиме на еден човек. Мислам дека такви луѓе во нашиот град има, кои што ете на некој начин заслужуваат да бидат вака јавно и на некој начин пофелени, односно да им бидат доделени на и одредени благодарници. Меѓутоа, за тоа треба и понатака ќе го испланираме, точно да прецизираме, сега знаеме отприлика кога го планираме и сакаме да ова во иднина остане на некој начин една традиција, а доколку се створат услови во понатамошните години, сакаме заедно со општината Кичево да направиме ваква една манифестација. Ние се сеќаваме сите порано како што имаше избираме спортист на градот Кичево и така, значи од тој калибар сакаме да направиме една таква манифестација. Меѓутоа, сега за почеток ќе започнеме со организирање на една дружба со овие луѓе во овие наши простори овде и доделување на овие благодарници. Навистина интересни содржини ги очекува кичевчани до крајот на оваа година. На крајот од нашето интервју во емисијата Акцент би ве замолил да направиме и едно кратко подсетување на оние активности кои што се зад нас, а беа актуелни и интересни во овие месеци наназад од почетокот на 2016 година. Значи, од почетокот на оваа година, групата првенствено работеше на јакнење на капацитетите на членовите со учество на повеќе семинари, како што беа семинар за мирно решавање на мултиетнички конфликти, како што беше семинар за справување со минатото и други семинари кои што беа од групата посетени и членовите се здобија со нови вештини и знаења. Исто така беше реализирана една заедничка посета на поеден верски објект, тоа беше манастирот Света Богородица Пречиста и една џамија Тејчија во Кичево, на која што средба сите членови од групата од различни етнички заедници беа присуствуваа на овај наш настан, на оваа посета и имавме можност да се запознаеме со религиите и со овие верски објекти кои се наоѓаат во нашиот град. Исто така групата покрена иницијатива за решавање на проблемот со кучињата скитници, каде што во средба со други невладини организации и општината Кичево дадоа некои смерници како би можел да се реши овој проблем. Исто така, групата Вреди да се од Кичево изврши подготовка, односно уреди брошура за самата група, значи Вреди да се од Кичево, која што предмалку ви кажав дека до крајот на годинава ќе треба да се промовира. Значи таа беше брошура која групата сама ја подготви. Исто така, групата презеде акција за заживување на излетничкото место или на историскиот локалитет Китино Кале во Кичево, кога што беше спроведена една акција за чистење на калето заедно со општината Кичево, односно јавното комунално предпријатие Комуналец, извиничкиот одред во Кичево и Црвениот крест од Кичево. И исто така беа поставени патокази во излетничкото место Китино Кале, што е на некој начин за прв пат во централното градско подрачје на Кичево да бидат поставени патокази од наменети преди се на туристите и на оние што сакат да го посетат Китиното Кале. Исто така, да кажем и тоа дека групата, значи, покрај овие активности даде свој придонес и при одредени активности на други невладини организации со учество на разни работилници, бидејќи и поголемиот дел членови на групата се и членови на други невладини организации, но како што и кажавме порано, има и граѓани кои што не се членови на невладини организации, меѓутоа ете нашле свој интерес да партиципираат во оваа неформална група. Господине Сторовски, се надевам дека сите овие активности кои што претходно ги кажавте, а кои што предстојат до крајот на годината, успешно ќе ги реализирате. Најбрзо кажавме ова што е околу организацијата на хуманитарниот концерт за помош на оние луѓе кои што нели настрада и беа оштетени при поплавите во Скопскиот регион. Ви посакувам успех на тој концерт, да соберете што повеќе средства и да завршат нели на токму кај тие луѓе, зашто и ќе бидат наменети.
И се разбира сите оние активности ќе ги следиме и понатаму кои што ги најавивте до крајот на годинава и се разбира остануваме како телевизија отворени и понатаму да соработуваме со вас во поглед на сите оние активности кои што ќе ги имате во Кичево заедно со сите други членови каде што сте и вие дел. Ви посакувам успех и се надевам во некое друго издание на емисијата Акцент ќе бидете наш гостин повторно со нови информации. И јас ви благодарам затоа што од почетокот на работата на нашата група вие постојано ги следите нашите и покривате медиумски нашите активности и да искористам уште еднаш приликата да и поканам сите наши сограѓани на 17 септември 2016 година, тоа е сабота, во 18 часот ќе биде организиран хуманитарниот хепенинг, а од 19 часот е хуманитарниот концерт во Центарот за култура или како што во Кичево е познат Дом на култура Кочо Рацин, каде што членовите на групата ќе го организираат овој хуманитарен настан кој се надеваме дека и ќе остане и на некој начин традиционален, меѓутоа не би посакале да се случуваат такви настани како што беа скопските поплави, меѓутоа има многу ранливи категории и лица и во нашиот град и пошироко кои што на некој начин заслужуваат малку помош, меѓутоа заслужуваат и поголемо внимание. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам што го следевте и ова издание на Акцент со нови содржини наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.